Операција Мелница за месо. Моменталната состојба во Украина. Во сегашната ситуација, информациите за текот на војната или за бројот на жртвите што ги даваат официјалните тела на руската и на украинската страна не можат директно да се проверат од независно тело. Дали Путин постепено почиња да ја покажува руската воена моќ? Лавров ги брани руските напади врз инфраструктурата на Украина. Рускиот министер за надворешни работи вели дека нападите на Москва врз инфраструктурата во Украина се оправдан одговор на инхерентните закани. Оваа инфраструктура ја поддржува борбената способност на украинските вооружени сили и на националистичките батальони, рече Лавров на онлайн пресконференција, тврдејќи дека акциите на Москва сушност се насочени кон минимизирање на бројот на цивилни жртви. Тој рече дека неодамнешниот барж руски ракетни напади имал за цел да ги исфрли енергетските капацитети што ви дозволуваат да продолжите да пумпате смртоносно оружје во Украина за да ги убиете русите. Лавров исто така се фрли против САД и нивните сојузници во НАТО, обвинувајќи ги за газење на меѓународното право додека се обидуваат да ја изолираат и уништат Русија. Во исто време, првиот руски дипломат ги обвини НАТО и САД за слични тактики за војување во блиското минато. Споредете ја хистеријата објавена во западните медиуми сега со она што се случи кога САД го бомбардираа Ирак, рече тој. Во поранешна Југославија НАТО го бомбардираше и ТВ центарот во Белград со образложение дека служи за непријателска воена пропаганда, рече Лавров. Дали Бахмут ќе стане мелница за месо и зошто Прогозин рекол ова е планот на платениците на Вагнер? Што се однесува до Бахмут, бруталната и трагична битка ќе продолжи. Во зборовите на Прогозин има мистерија. На 27 ноември Евгений Прогозин, основач на руската групација Вагнер, рече Бахмут е огромна утврдена област со силно чувани патишта, предградија и водни патишта. Украинската армија е добро обучена и има силен отпор. Нашата задача не е самиот Бахмут, туку да го уништиме и ослабиме воениот потенцијал на украинската армија и да ги елиминираме низините витални сили, што ќе има голем позитивен ефект врз другите оперативни насоки, поради што оваа операција се нарекува Бахмут Гриндер. Тој исто така изјави, во случај не брзајте напред, бидејќи среќата сака да биде тивка. Треба да се каже дека зборовите на Прогозин се однесуваат на основната задача на војната – уништување на виталните сили на непријателот. Бахмутска мелница за месо. Во овој случај не брзајте напред, бидејќи среќата сака да биде тивка, се чини дека горе наведените зборови покажуваат дека руската армија не се плаши од војна. Според New York Times, може да се каже дека од перспектива на бојното поле, Русија го презеде водството на бојното поле. Месечевиот пейзаж со гранати. Според Пригошин, главната цел на операцијата Месна машина е да ја ослабне украинската армија и да врзе што е можно повеќе војници. Како и францускиот пограничен град Верден, градот Артемивск се смета за силно утврден и речиси непробојлив. Сепак платениците Вагнер и руските трупи го напаѓаат овој преден дел од сите места и страни. Според истражувањето на New York Times, во украинските воени болници секојдневно пристигнуваат повеќе од 250 ранети лица со повреди од огнено оружје и шрапнели. Но троењето на крвта однеси многу жртви со оглед на неодржливите хигиенски услови. Рускиот регионален заменик Владислав Бердишевски ја искористи можноста, говорејќи за најмалку 100 жртви дневно, меѓу кои се и странски платеници, како и од легија на странците, кои се борат на украинска страна и дека непријателот постепено и целосно се уништува. Способноста на вооружените сили на Украина да добијат дополнителна опрема и персонал да пристигне таму е целосно блокиран. Оваа мелница за месо ќе продолжи, а во меѓувреме украинските војници почнале да се кријат додека чекаат помош и тогаш изненадно се појавиле руските авиони Сухој-34 и исфрлиле 4 бомби од по 500 килограми директно над украинското воено засолниште, а исто така се уништени 10 командни центри, противвоздушниот систем, противвоздушниот радар од америчко производство, противвоздушни ракетни системи и многу други важни работи за украинската војска. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу.
Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.